ова издание на темата на неделата говориме за тоа што најмногу ги привлекува младите да живеат во Европската Унија. Некои велат дека не е се во парите. Ако не може Европската Унија кај нас, тогаш ние во Унијата. Вака може да се каже за она што го мислат младите за привлечноста на животот во земјите членки на Европската Унија. И не само во Македонија. Тоа, например, важи и за голем број млади пољаци. За нив Германија, Британија, Франција долго време беа привлечна цел поради големите работни можности. Но вработувањето веќе не е единствената причина што ги држи да останат таму. Повеќето од пољаците кои живеат во Германија ги има околу 800.000 и се втора најголема странска заедница во таа земја, под турците, велат дека и покрај тоа што Полска е членка на Европската Унија од 2004 година, во таа земја веќе немало слобода на говор и на сопствено мислење. Вработувањето и високите плати веќе не се единствената причина поради која остануваат во западните членки на Унијата. Од доаѓањето на националистичката и конзервативна партија на правото и правдата во 2015 година, многумина од пољаците велат дека во Полска веќе нема либерална клима. Александра Зебровска наведува дека полското општество станува се помалку и помалку отворено. I felt that my generation was supposed to be the one that will bring Poland closer to Europe, closer to West. And then when I return, I felt that already something is changing, that this atmosphere is not as it was before. Александра додава дека по изборите ситуацијата станувала се потешка. Во октомври 2015 година, по 8 години во опозиција, се врати на власт партијата на правото и правдата. But after that, everybody was looking at everybody in a suspicious way, like, are you with them or against them? And that was the scary part. It really was this feeling like my grandma told me during communist time that you're either with or against. Александра додава дека таа во Германија се чувствувала едноставно слободно. Доаѓањето на власт на конзервативците беше придружено со тврдокорната позиција на Варшава против барателите на азил и со барање од Германија да плати репарации за Втората светска војна, иако Берлин инсистира на фактот дека тоа прашање било решено пред неколку децении. На европската сцена Полска представува вистински предизвик за Брисел во спроведувањето на демократските стандарди. Пред се реформите во судството, за кои Унијата вели дека се закана за демократијата. Во земјата во која се проповеда хетеросексуално и католичко семејство, Филип Рудковски вели дека не се живее лесно. I have been lying to myself that this country is free for 25 years. Because I do not have a total freedom of expressing myself, I do not have a total freedom of choosing whatever I want to see, but it's completely influenced by the religious structures and gender structures of this monocultural system. Тој додава дека во Берлин може да се изрази без да биде суден или пак да им го објаснува тоа на другите. Во Македонија пак главната причина што ги принудува младите да заминуваат во странство е немањето работа, односно борбата за екзистенција. Сепак, како што велат познавачите, има и други фактори кои ги тераат младите својата иднина да гледаат надвор од татковината. Например, неквалитетното образование. Па кои се тие мерки со кои младите би можело да се задржат во Македонија? Младите луѓе ја гледаат својата иднина надвор од Македонија и преферираат да живеат во некој од западноевропските земји. Најчестата причина е невработеноста, а тоа го покажуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Невработеноста на младите во земјава изнесува 23,7%. Највисока невработеност има кај младите од 15 до 19 години, од речиси 60%, и од 20 до 24 години од околу 46%. Но на недостигот од перспектива за младите влијаат и други фактори. Поради тоа што стандардот е се уште лош, поради тоа што образованието е неквалитетно, поради тоа што за младите луѓе нема работни места, многу од нив бараат живот надвор. Ако земјата не се придвижи сериозно кон подобрување на состојбите на ниво на европска држава, младите луѓе наминовно ќе бидат жители на ЕУ, само можеби тоа ќе го направат преку преселба во некоја од европските земји, наместо преку ангажман или чекање Македонија да се приклучи кон европското семејство. Од коалицијата сега вела дека основниот мотив на младите да ја напуштат Македонија е борбата за екзистенција.
Значи, тука се крие основниот мотив, зошто во најголем дел од младите, оние кои што се високо образовани, особено, ја напуштаат нашата држава, бидејќи она што се случува на пазарот на трудот е многу тешко нивно вработување или нивните компетенции не се во согласност со потребите на пазарот на трудот. Една од најавените мерки е младинската гаранцијска шема, која е амбициозна според Костуранова и треба да направи младите да може да го најдат своето прво работно место за неколку месеци, наместо за неколку години. Тоа е европска практика која ако успешно се спроведе во Македонија ќе биде одличен поттик за младите луѓе да живеат самостојно и финансиски стабилно. Сепак ќе треба да помине некое време пред да се видат ефектите од мерката, а и бидејќи станува збор за гломазен проект ќе треба да се планира и евалуира незиното спроведување за да не потврли, односно да биде успешно. Освен справувањето со невработеноста, Македонија, додава Костуранова, мора да инвестира и во образованието. Ете, тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз причините зошто младите се повеќе својата иднина ја гледаат во Европската Унија. До гледање.